Како што сите претходни излагачи кажа, до сега со оваа одлука се бара од нас советниците да направиме измена во возниот ред на јавните автобуси на ЈСП, со тоа што ќе, за жал, нема да биде зголемување на автобуските линии, туку во една обратна насока оди возниот ред и овој возен ред ќе се однесува на редукција на автобуските линии. Јас искрено не верував дека како советник ќе дочекам да гласам за една ваква одлука, затоа што мнозинството во Советот и советничката група која што победи на локалните избори, победи токму со ветување за набавка на нови екоавтобуси, 250 по број, и воведување на бесплатен автобуски превоз за сите граѓани. И сега ние имаме тука точка за, бидејќи знаеме изминативе 3 години во каква состојба е јавниот сообраќај, и бидејќи хаосот во кој што се наоѓа јавното сообраќајно предпријатие и јавниот превоз не може да се реши без набавка на нови екоавтобуси, сега се прибегнува кон едно друго решение со кое што автоматски ќе се легализира целиот хаос кој што се случува во јавниот превоз. Советничката група на Левица нема да ја поддржи оваа одлука од проста причина што да, точно е дека граѓаните треба да знаат и да бидат информирани кога доаѓаат автобусите за да знаат и да не чекаат. Меѓутоа, ние со тоа ќе воспоставиме еден возен ред кој што ќе биде пракса за во иднина и кој што понатака за било каква измена на овој возен ред повторно ќе треба да зависи од политичката волја на партиите кои што ќе бидат застапени во наредниот совет на град Скопје. И никако не можеме ние со оваа одлука практично ќе ги амнестираме советниците на ДПМН кои што победија и дојдоа во ова градско собрание советување за бесплатен јавен превоз и со набавка на нови автобуси. Со измената на возниот ред ние само ќе ги амнестираме од одговорност за тоа, за хаосот во јавниот градски превоз. Значи, токму граѓаните треба да знаат веќе, меѓутоа треба да знаат поради кого се наоѓа јавниот превоз во ваква ситуација во каква што се наоѓа, поради кого чекаат по половина час и по повеќе автобус, поради кого доцнат на училиште, на работа и така натаму. И на крајот на криштата се ближат локалните избори, па нека видат граѓаните кој ги исполнува ветувањата, а кој се служи само со обичен популизам додека не се седне во фотелја, а после тоа се заборава. Благодарам.